За скоро 4 години, Македонија треба да го добие најмодерниот клинички центар во југоисточна Европа. Министерот за здравство Никола Тодоров и представници на компаниите Гранит, Бетон и италијанската Инсосистеми го потпишаа договорот за изградба на новиот медицински комплекс Мајка Тереза во Скопје, која ќе започне веќе од следниот месец. Инвестицијата само за изградба ќе изнесува 72 милиони евра, а за целосно модернизирање на кампусот ќе се вложат 128 милиони евра. Според првиот човек на македонското здравство, со изградбата на овој болнички комплекс, Македонија ќе го добие најсовремениот клинички центар во регионот. Постојниот клинички центар Мајка Тереза е најголем здравствен комплекс во Република Македонија, на површина од 17 хектари, кој се состои од 32 независни субјекти со вкупен персонал од 3400 лица. За значењето на овој комплекс говори и фактот дека низ овие клиники годишно минуваат повеќе од 800.000 пациенти и посетители. Имајќи го во предвид стратешкото значење на клиничкиот центар за државата, одлучивме да изградиме комплетно нова зграда со нето површина од 46.987 метри квадратни корисен простор и 6.416 метри квадратни проводни тераси и кровни градини и 531 метар квадратен хелиодром. Придобивките од изградбата на новиот клинички центар ги сподели и лидерот на ВМРО да помене. Денеска се потпиша договорот по долги и обсежни подготовки. Станува збор за капитален проект, проект од огромно значење за Република Македонија. Тоа е највисоката јавна здравствена установа во Македонија, терцијално здравство. Проект кој што одамна се констатира дека треба да биде изграден. Проект кој што сега е веќе постојните клиники се исклучително стари и се прави нов објект со кој што ќе биде еден од најмодерните во Европа во ова време. Новиот клинички центар ќе биде на површина од 52.000 метри квадратни. Објектот ќе се состои од едно подземно ниво, приземје, 9 ката и современ хелиодром за транспорт на пациентите до клиниките. При тоа, за време на градежните активности нема да биде загрозена работата на клиничкиот комплекс, информираат од ресорното министерство.